Славко да ја води самата комисија. Вие не можете како председател на комисија од дома да одредите кој ќе ве заменува како председател на комисија. Ако ние сме биле таму тројца присутни, имавме кворум, ние ќе се договоривме кој ќе води комисијата. Прва забелешка. Значи, тоа се однесува до вас. Не можете вие како председател мене ќе ме менува таа. Него ние ќе се договориме. Не во ред. Значи, јас кажувам тоа што ми е замерка до вас. Прво прашање беше со тон како што беше, дали вие воопшто ги прочитавте амандманите? Чекај. Некој нас треба да не прозива дали сме ги прочитале амандманите или не сме ги прочитале. Се преде, не се прифати предлогот да се разгледуваат тие што имаат бројча. Се појави тоа исто бројче за еден денар. Се повика госпоđата, да не ја споменувам, оди во живо. Прв пат ја гледам. Беше кажено следно: вие дали знаете дека ова ќе ве повикаме или ќе може да бидете земени на одговорност, значи пак се парафразирам, за бројчето. Не, да. Еве Александра е и правник, нека ме надополни, значи дури кривично дело. Така, Александра? Значи да не бидам дека јас нешто измислувам. Госпоđата беше видно вознемирена. Претходно уште јас и понудив да седне, не сакаше ни да седне. Жена во години, тогаш кога се работела таа работа, кога останале сите, толку била совесна што низиниот сопруг се оперирал, не отишла да го посети. Тие што биле тогаш кога работеле заедно кажуваат вака се тресала дека работела дете. Видете. Значи, тоа на ништо не личи. За погрешно бројче на амандман кој има еден денар. Тоа кај сите нас, почнувајќи кај мене и кај вработените, се створи револт. Не може некој никого овдека нити да го беси, нити да го коле, нити да го убива. Срамота е ова што тога се случи. Ако се прифатеше мојот предлог, ако не се случеше овој инцидент со вработената, ние ќе ги разгледавме сите, кај што имаше архивски бројчиња, за тоа време тие ќе се ги средуваат таму, затоа што имаше точно сатница ставено и ќе беа идента, ако сакавме, ќе ја завршевме работата. Која беше првата комисија повикана. За втората, Славко знае, одел и на физикална терапија, него не навлегува. Второ, што сакам да ви кажам, во однос на амандманиве. Јас пак ќе речам, не сум правник, луѓе, ама се трудам нешто да научам. Не мора да сум во право, ама прашувам луѓе што се разбираат. Дали во нашиот деловник има прецизно кажано како се работи со амандмани? Нема. Не. Дозволете што сакам да кажам. Дали се сеќавате на 24 декември одредена година што се случи во собранието и зошто се случи? Зошто? Затоа што тие што сега поднесуваат амандмани, тогаш не дозволија амандмани на други да бидат разгледани. Ги влечеа овдека, смета секој збор што ќе се каже на некој, тогаш ги влечеа како бремени жени, ги изнесуваа за раце. Не. За поставката за носење амандмани зборува. Не. За поставка за носење на амандмани зборува. После тој настан, за да не доаѓа во иднина на такви немили настани, има деловничка промена. Во собранието, као нашиот законодавен дом, коливка на демократијата, расправата за амандманите се сведува на 3 дена. И како се работи? Ако амандманот не е поминат претходно, таму за нив пишуваме во Комисијата за финансии и за законодавна правна комисија. Значи, зборувам за таму. Тогаш, ниеден амандман што не е поминал на комисија, не се разгледува во собранието. Точка. Значи, бидејќи кај нас нема, јас само ви пренесувам, бидејќи кај нас не е прецизно како се работи, вакви примери немало во локални самоуправи, имало преоѓање на времено финансирање само кога бил премиер Владо Бучковски, која беше територијалната поделба, и тога сите општини мислам дека отидаа на времено финансирање. Значи, ние не можеме да разгледуваме амандмани кои што не поминале комисиски. Завршува со амандманите. Јас го кажувам моето мислење. Колку што сум информирана, поминати се 5 или 6 амандмани само на комисија на екологија. И односно се разгледани и е гласано против. Спрема мене, ние немаме деловник што прецизира, бидејќи ако веќе собранието така работи,
тогаш ние не треба да ги разгледуваме овие амандмани денес. Не, тоа е мое мислење. И уште нешто, овдека се тепавте да носите друг деловник во иднина. Кога ќе се работи, ако се работи во нашиот мандат, ве молам, затоа што еднаш почнува вака приказката, може ќе се влече во наредни мандати. Во деловникот да влезе, ако тие може таму амандманска расправа 3 дена, јас консултирав правници, ние може да оставиме 1 ден амандманска расправа. И кој што ќе стои, ако не се поминати на Министерство, ова Комисија за финанси, нема што да се разгледува. Толку. Благодарам. Јас морам да дадам деловничко појаснување за да немаме нејасноти заради излагањето на колешката Добрила. Неразгледување на комисија не значи дека амандманите се отфрлени. Тоа не, јас да го појаснам. Јас ве разбирам дека собранието се функционира, тоа се посебен закон што нас не регулира. Ние си имаме собствен закон, статут и деловник. Таа е границата. Значи да, комисиите треба да се состанат, но не може да се блокира работата на Советот со неодржување на комисија. Исто како што имаме со предлог, одлуки и програми, кога нема да не се одржи комисијата, ние сепак ги разгледуваме на седница. Јас се водам по тоа правило. За комисиите имаше 2 или 3 обида за некои од нив да се одржат, не се одржа, не ги разгледа и сега не може ние вечно да седиме тука во лимбо, по некоја си логика на нештата, но неразгледување на амандманите на комисии не значи дека се отфрлени, тоа морам да го појаснам. Да, се јавивте, само така појаснување. Да, извини, Борица, Марија не јави до тебе. Ага, окей. Да, Вака, јас да допојаснам на останатите. Јас пораката за и барањето за да бидам председавач на комисијата го добив од службите, значи од поддршка на Совет. Како тоа се регулира, не знам, јас само го прифатив и излегов во пресвет. За на прашањето дали ги прочитавте амандманите, чисто колегијално го колешка Добрила ве прашав за тоа што сумите ги видовте, многу се не мислев да ги читам сите, ама бидејќи вие не, баш беше колегијален, ама бидејќи вие немавте доверба веројатно, па моравме ги читаме еден по еден. Жал. Па одлично, добро направивме законски, само што жал ми е што немавме време сите 4000 да ги допрочитаме. Според член 173 од деловникот, вели дека доколку се констатира никаква неусогласеност, тогаш председателот или председавачот свикува пауза со цел да се изготват амандманите. Бидејќи имаше многу за да ги изготват и не дека беше проблемот само во едно бројче на кој требаше да се стави кроз, туку буквално вака извлеков еден амандман и немаше ниту печат, а не да треба да се стави кроз. И затоа се свика повеќе беше паузата. И бидејќи немаше време да се досредат сите амандмани, се прекина седницата до нивно изготвување. Тоа беше се. На што најдов посебно многу навреди, ама овде ќе се воздржам, нема да ги кажам. Ќе бидам покултурна. Да. Повели, Марија не јавен. Не виде тоа нешта. Да, добро. Тогаш Христо па Адријана. Морам да поздравам. Да слушате отворено. Маријан, да не сакаш пауза или нешто? А како ќе почне? 5 минути пауза. Може да се слуши на колега. Разбирам, ама сега... Мај не излегувате. Јас не излегувам. Па ја ето го отворија. Не можам да до таа точка кажа човек се слушали 5 минути пауза. Се слуши, нека се врати ќе продолжи. Ево го отворија, тоа е супер
Колеги, присутни сме 16 советника, застанавме, продолжуваме со седницата, застанавме кај Христо јавен за збор. Повели Христо. Благодарам, председателе. Ја ви сакам малце за колегата Мартин, пошто бевме нападнати како... Колеги служби. Благодарам. Благодарам. Бевме нападнати како политичка партија ВМРО-ДПМН за двојни аршини и лицемерие, мислам така, кажа колегата. За какви двојни аршини и лицемерие, колега Мартин, зборувате? Градоначалникот на претходната седница горе ремпереве направи зашто не сте го гласале легализација на унерези. А овде сега пред малку едно знакче, како попче, како беше градоначалник. Сите точки гласате. Еклерчето го лапнавте и... Убаво, а? Тоа ли се двојните аршини? Благодарам. Колега, затоа што за разлика од останатите од вашата советничка група, тебе те почитувам, па без напади ќе ти одговорам. Ова вие што го правите сега, лани нашите го направија на вашиот председател во Прилеп и он ги отфрли без да ги разгледа, сите амандмани ги фрли во камера. Тоа се двојните аршини за кои што јас сакам да мислам дека ние сме над вас. Повели, кој беше наред? Марија. Да му това од место да не... Не, добар сум веќе. Не, тоа е снимката. Немаше воздух заради тоа. Значи, кој прво, кога ги поднесувавме амандманите, на почетокот работеа две жени, потоа се организира и работеа повеќе жени. Никој, ама никој не ја присуваше госпојата да работи, иако имала проблем, таков како што имала проблем. Ние апсолутно како советничка група ќе предложиме сите тие луѓе што беа во службите да бидат наградени согласно тоа дека останаа подоцна на работа. Второ, Мартин, кога напаѓаш ВМРО-ДПМН, не е коректно. Гласале ВМРО-ДПМН во Тетово за буџет. Гласале луѓето. Таму има коалиција меѓу ВМРО-ДПМН и градоначалникот партијата таму. Заедно имаат коалиција. Со Беса, точно. Со Беса имаат коалиција и гласале за буџетот. Ништо страшно. Тука имате вие коалиција со Громи, со СДСМ и гласате за буџетот заедно. Што е тоа проблем? Вие заедно работите тоа. Не е тоа. Лагамо. Бранко, ти се заканија со една пријава од 2000 евра, го свиткао павчето и ајде и програмата изгласавме, ајде сега ќе изгласаме и ова, ќе изгласаме и другата програма, и третата програма, сите. Тоа е. Ај, земи репликата ја. Таму со Беса, онаму со Дуи, на друго место со СДС, на четврто место со некоја друга партија. Вие со сите сте во коалиција, освен со жителите. И затоа го правите овој насилување што го правите. Ти кога ќе се појавиш у нереди сега како
Андријана, За разлика од вас, кои во Нерези носете луѓе од Карпош 1, јас во Нерези одев од куќа на куќа и заедно со жителите го разгледувавме дупот и дававме конструктивни забелешки. Истите тие жители кај што бев јас ми се јавува изминатиот месец да кажат дека им се јавиле од општина, односно од планерската куќа, и дека нивните забелешки се усвоени. И таа е разликата. Да што јас во Нерези, во Бардовци, во Козле и во останатите населени места не шетам за да добиам политички поени. Одам да го решам проблемот на граѓаните. А вие со овие амандмани и со оваа лицемерна политика, која се менува исто како времето како што се менува надвор, не мислите на граѓаните. И салудно е понатаму да дискутираме, затоа што тие знаат, многу добро знаат. Добро, па што ја чекам реплика према тебе, заврши се према реплика. Супер, брат. Сакаш да збориш ти пред на контролите? Не, мислам да... Ако да збори ти си пред мене, окей. Значи, ако излезат сите советници тука и ги оставиме колегите од ДПМН, ќе почнат со зидовите валја да се расправаат. Немам потреба, не сум сигурен точно за што не напаѓате. Нешто, како беше, се заканиле со што? Со кривична од 2000 евра, тоа рече? Аха, добро. Сваќаш дека таа работа помина и ја веќе немам потреба за што да се потресам, така? Ете се спаси. Тој се спаси пред 4 сати некаде. Пред сати. Пред 4 сати. Добро, пред сати и пол некаде. Втора работа, нашите предлози беа усвоени. Ама ние дојдовме со конкретни предлози и затоа што беа усвоени, најдовме компромисно решение со кое што сите туку ствари ја поддржавме таа програма освен вие. Ја не ви ги спорам причините, дали си имате некоја си политичка причина, дали ина е, дали его повредено, сите тие работи се легитимни, нормално, јас не ви го спорам тоа. Ама да се повикувате дека тоа има некаква тежина врз одлучувањето наше е смешно. Смешно. Не знам што да ви кажам друго. Председателя, на стриминг ве гледа. Ви се заканија со приви... Па готово знам дека нема стриминг, нормално. Ви се заканија со кривична пријава, ви излега од службите, ви излега градоначалникот, си го свиткате во папчето и си гласавте. Кога сме кај коалиција почитуван Мартин, денеска или вчера, не знам кога точно, веќе со деневи ги изгубивме, вие со СДСМ и со ДУИ го изгласавте буџетот на град Скопје. Вие одговорни луѓе, па и ние сме одговорни луѓе, во Тетово го изгласаа буџетот нашите советници со Веса. Што е толку страшно? Но вие со терористите од ДУИ изгласавте буџет на град Скопје. Така ги викавте, терористи. Како? Не, тоа. Збор кој е? На кој ред? На Марија? Мене? Земни збор кој човек? Сега пробам да ви помогнам, но да ви одбијам, вие се правите... Како да ви кажам? Јас се извинувам, дали прокоментирав нешто? Не, колегите твои што се смешкаат и си... Па не беа ги плачеме од гачки, да плачеме на совет. Како сакате? Дали некој друг бара збор? Повеле градоначалник. Штувани колеги, жал ми е што поединци продолжуваат со несериозност. Повторно кажувам, буџетот е сериозен документ за функционирањето на општината, од кој што зависи не само општинската администрација, решавање на проблемите на граѓаните, програмите и сите оние институции кои што се финансираат од буџетот на општината Карпош. Јас сум секогаш спремен
конструктивни работи кои што предонесуваат до подобрување на буџетот и за негова подобро функционирање, односно негова подобра функционалност, секој сум подготвен да ги разгледам, ако има причина да бидат прифатени и да ги прифатам. Со колегата Мартин го замолив, неупатно ќе биде програма со еден урбанистички план. Му предложив, Мартин, одберете кој сакате вие, договорете се со урбанизам, каде што се куќи и ставите 2-3 урбанистички планови. Да направиме некој компромис. Славко имаше предлог во програмата, реков, ајде да направиме пак некој компромис. Иако моето мислење е дека тамо е младинска програма, не е социјална програма. Но, еве да направиме компромис. И нема зашто да направиме компромис секаде каде што можеме. Амандманите кои што сте ги предложиле не се компромис. Амандманите што ги предлагате се обид за блокирање на носење на буџетот на општина Карпуш. За жал, тие не може да бидат прифатени од две причини. Првата причина и основната, ви се отфрлаат како ненавремени. Тоа е првата работа. И втората работа, која што ќе биде уште појасна, не може амандмани на веќе усвоени програми. Значи, ние програмите ги усвоивме, на што сега ќе давате вие амандмани? Имате две причини зошто не може така да безпредметно е натаму да ги разговараме вашите амандмани кои што се 1000 денари од ваму да се префрлилите, тоа сериозно ли е? И сега видете ги, службите колку биле сериозни. Останале ноќи. Жената имала проблем во семејство, го запоставила проблемот. Останале цело време да работат. Сте им инсистирале да бидат напишани сите амандмани. Сите амандмани ви ги напишале. Да бидат прочитани сите да ви ги прочитаат. Се што треба, вашата несериозност и обидот да се блокира буџетот на општина Карпуш, луѓето максимално ви испочитувале. Но, и покрај тоа, несериозните амандмани не може да бидат прифатени затоа што се ненавремено доставени. И второ, не можеме да ги прифатиме затоа што веќе програмите се усвоени. Навеќе усвоени, на што сега давате ви амандмани кога програмите ги усвоивме. Така да можеме да продолжиме да работиме, да оставиме буџетот на гласање, да се гласа и да завршиме со оваа работа. Не се точни, граначалник, вашите тврдења. Амандманите се прво навремени. Деловникот, дали сте го правеле вие заедно со некоја друга советничка група, не знам, не навлегувам, но тоа точно се наведува дека се поднесуваат најдосна 3 дена пред денот определен за одржување на седницата. Амандманите беа поднесени во вторникот. Ако не се лажам, беше 12:12. Седницата беше закажана за 15. На 12:12 до 13:30, седницата на 15 во 9 часот. Значи тоа ви беше финтата со часот. Какви финтаджи сте вие? Какви финтаджи? Ама тие финти убава Ивана, тие финти убава Ивана. Овде не. Да. Овде не. Овде не. Работното време од колку ви почнува? Од 10? Ајдете, молам. Не од 1:30. Жените беа за секоја чест, за секоја пуфал, бидејќи јас останав од првиот момент кога ги донесов амандманите во архива до крај. Дури си разменивме телефони. До последниот заверен, јас лично ги подигав. Амандманите се навремени. Тоа никако не е основ, председателе, за отфрлање на амандмани. Прво. Второ, амандманите беа поднесени на предлог одлука, на буџет, не на предлог програми. И вториот изговор ви паѓа во вода. Читајте го деловникот. Убава си, ама треба да читаш. Фала за комплиментот, Адријана. Сакам комплиментот, убава жена.
Мислам дека продолжувате со ароганцијата, со подкревање на тонот. Ајде се обидуваме да го смириме тонот. 3 дена. Еден ден има 24 часа. 3 дена има 72 часа. Никаде не го пишуваме. 3 дена. Ве молам, не се прекинувате. Вак сега морам пак со дипломите. Абе сега ние консултираме тие што завршувале на УКИМ, тие што завршуваат на ФОН, МОН, како се вика она... Абе не го спомна Фаце, не се кире се. Не значи, за да можете да ги знаете работите, ќе се завршите факултет таму кај што треба. 3 пута 24, 72, за кога ви се донесени амандманите? Затоа луѓето мора да седат цели ноќи, затоа не можеат да стигаат и така натаму. Кој цацкове терал да каснете? Што не сте си ги донеле на време амандманите? Што не сте ги донеле претходниот ден? Ве бранел некој? Не. И што проблем имате сега со нас вие? Сега денот како ќе го рачунате? 3 дена. Значи најдоцна. Знаете што е најдоцна? Најдоцна 3 дена пред седницата на Советот. 70, тоа значи 72 часа пред. Абе тоа за вас, за тие што завршувате таму кај што завршувате, за тие што завршуваат кај што треба, се знае колку е 3 дена. 3 дена за нив е како? 3 дена е колку? 49 сата е за нив 3 дена. Па не е така. Да, вред. Почитувам председателе, почитувам градоначалник. Јас се извинувам што бев одсутен на седницата, но од претходната седница, но имав стварно сериозни обврски кои што морав да ги исполнам и еве се враќам веднаш после испитот тука. Значи вака сега, што се однесува до веселата математика, таа можете по дома да си ја правите и ќе си ги викнете внуците и ќе ги забавувате колку се 3 дена и колку часа имаат. Прво, член 168, службен гласник на општина Карпош, деловник за работа на Совет. Амандманот може по правило да се поднесе најдоцна 3 дена пред денот определен за одржување на седницата на Советот, на кој што се претресува предлог на одлуката, а се поднесува преку председателот на Советот. Значи, 3 дена пред денот определен, не пред сатницата определена. Тоа е прво. Втора работа. Почитуван градоначалник, тргнаа да работат комисиите. Вие не знаевте тогаш дека амандманите не се навремено поднесени? Имавте одржана комисија за прописи, комисија за комунални дејности, почната комисија за финансии, на некои од нив и се разгледувале амандмани. Како тоа така сега одеднаш весела математика, па си играте дрмдупка овде со нас? Не биле навремено. Мајката. Иначе, господине градоначалник, воедно да бидете убедени. Советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата го блокира буџетот на општина Карпош. Со цел да не може да се донесат деталните урбанистички планови. И тоа е јасно како бел ден. Прво опомена. Значи има право јасно. Тако имаше 3 паника. Значи не знам што тука па спорите. Вие сакате да го блокирате буџетот. Точно, господине градоначалник. Ние сакаме да го блокираме буџетот. Тоа е јасно како бел ден. И ќе ве замолам да не толкувате онака како што вам ви одговара, затоа што така прво зборувате за коректност, а се однесувате некоректно. Второ, сите 4000 амандмани. Се извинувам, 3850, колку се? И 70. Да, благодарам. 3870 се поднесени до председателот на Совет. Председателот на Совет тргна на комисии да се разгледуваат амандманите и ќе ве замолам амандманите да се вратат во комисии. Почитувам председателе. Во деловникот имате
А не помогни ми која точка беше уморни сме веќе сите да не ја пребарувам сега, вака да читам на глас. А можам ја и да почетам. Да. Да. Член 176 се извинувам. По амандман на предлог на одлуката, поднесен во текот на претресот на предлогот на одлуката, Советот може да одлучи претресот да се одложи, да продолжи на една од наредните седници или претресот да се прекине додека надлежната комисија и комисијата за прописи не го проучат амандманот. Советот ќе го одложи претресот на предлогот на одлуката ако предлагачот на одлуката, градоначалникот или надлежната комисија и комисијата за прописи побараат одлучување по амандманот да се одложи за да можат амандманот да го проучат и по него да се изјаснат. Член 176. Значи ќе ве замолам прво сите амандмани да си поминат на комисиите, прво на комисија, видете сега, немојте не. Вие можете не исто да викате дома, господине председател. Овде има деловник по кој што треба да работите. Вие мене ме убедувавте дека ќе работите по деловник, но вие очигледно одбивате да работите по деловник. Не може тоа така? Како така? Како така амандманите сега вие сте на став дека амандманите не се поднесени навреме почитуван председател на Совет? Ќе ми објасните? Да, благодарам, очекувам објаснување. Колега Роберт, препоставам дека ова е ненамерно од ваша страна, затоа што задоцнивте и веќе појаснувањето кое што го дадов за комисијата, го пропуштивте. Јас се извинив. Да, не е проблем и затоа повторно ќе појасни. Комисија ние одржуваме како помошни тела. Да, беа дадени амандманите да се гледаат комисиски. И по исто правило како предлог одлуки, како досега, иначе чисто ја потсетам, ние имаме буџет кој што нема поминато на комисија гласен во Советот. Да, работа на комисијата е да ги разгледува точките, исто така и амандманите. Во овој случај комисиите одлучија да не разгледуваат, некој од нив да немаат кворум, некој од нив почна, се уморија и прекинаа таму каде што прекинаа. Тоа не значи дека работата на Советот може да биде блокирана од советници кои што не се појавуваат на комисии. Затоа ако така сме правеле до сега, ќе имавме најверојатно 5 седмици одржани. Тоа е во поглед на комисиите. За ненавремено, моето читање е дека денови се водат по датуми, сати се водат по сати. Вас навремено или ненавремено, ја колку што знам 3 дена, вас ви е поднесено 12 за 15, така? Че јас се водам по датуми. Искрено, според мене, тоа не е основ за отфрлање. Ама ќе се консултирам понатаму, јас чекам расправата да се тече, па ќе видиме како ќе правиме. Реплика? Да, поведи. Не, ја ќе се консултирам на крај крајви, утре со инспектор ќе се слушам, што не е страшното, зашто бъде... Почитуван председател, ќе ве замолам да не изнесувате невистини. Не е точно дека комисиите одбивале да работат. Финансии одбивала да работи? Да. Почитуван председател, го имате. Се извинувам. Го имате председателот на комисијата за финансии. И таа тврди дека не одбива да работи. Како сега одеднаш имаме ситуација дека одбива да работи? И екологија исто. Екологија почна да ги читаат амандманите. 2 часа и 20 минути читаат 2000 амандмани по бројка. Колку амандмани се усвоени на комисија за екологија? 8 амандмани? Разгледани, се извинувам, разгледани, терминолошки, да. Колку се? 8. И сега, како сега не ќе ги отфрлиме од се неточни? Ке молам председателе да си ја преиспитате одлуката, да се консултирате, така ќе биде коректно за и вие да не влегувате во нешто што не се... За комисија консултирано за ова со за времето, се сложувам, ја ќе се консултирам за таа работа. Се јави и Виолета да даде појаснување за...
Значи не зборувам за вчера, зборувам за минатиот пат. Председателката на комисијата одби да одржи одби да ја одржи комисијата за финансии. За 14 кога беше одржана. И кажавме дека не е во ред, значи бевме присутни таму, јас и не знам уште кој, таа не сакаше, седеше кај секретарот во канцеларија. Секретарот и тука може да потврди. И јас тогаш и реков дека не е фер, барем да бевме известени дека не сака да ја одржи комисијата за финансии. Христо Фреска реплика како повикува председател на финансии. Добро да фер, окей, поправа. Се извини Христо, стварно поправа. Ама ја бев известен така како што кажа и нека има појаснување. Да, не, да знаме да сме окей. Ајде молам, колеги. Секретарот беше у канцеларијата му е најдобро. Како бе колешка Виолета од 2 години советување овде прв пат се вуате за збори лажете? Кога беше, кога сум одбила, дали се случи? Очигледно сте ги преспале седмиците кога... Значи прво лажете. Прво лажете. Комисијата за финансии. Комисијата за финансии. Не кажува вистината, не лажи. Не се одржала само кога немало кворум, бидејќи не сте присуствувале. Не се случило. Беа сите присутни, таму имаше и други. И Благица беше тука, и Добрила беше тука. Чисто сам ја после ќе ти шегам. Зоки би си управо. Не помня. Значи не бевте присутни на енергија, беше Добрила. Ма не му помня. Колеги бе! Олекате бе, човек ви се обраќа тука. Имајте малку осет. Не, човек Се ще спина Адриана, Ве замолувам да не изнесувате невистини лаги овде пред тоа што не сакате доаѓате и да учествувате на комисиите. Не ви дава за право да изнесувате невистини. не сакаш да одржи комисијата. Секретарот да се Чекай, застани. Нека се заврши реплики контра реплики со кој лажи кој не. Христо пати За тоа ќе зборам да се лажењето. Јас бев таму, јас ќе Јас бев таму. И Добрила беше. Зоки ти го земаат зборот цело време, да не те Салата се каже, јас си викам уште кој беше тајта ливена, не знам. И раководителите од сите сектори беа присутни, бидејќи требаше да ги разгледуваме на дневен ред беа програмите. Пола општина, значи, беше присутна и само јас бев од советниците и се чудев зашто ја нема председателката. Некој кажа дека е кај секретарот во канцеларија, потоа се префрливме во канцеларијата на председавачот на Советот. Таму дојде Адриана и кажа дека не сака да одржи, односно не може да одржи, пропуски немало и така. Беа присутни Благица, беше присутна Добрила, Крајевски, така што јас не лажам, и од да сум обично не лажам. Не лажа, не лажа. спијат за тава. У Европска унија сме влезели, очигледно. Тета постоја нема прими. О, лешки геста. Да се вратат како речу. Respectate life. Пакет ќе ви дадат сега.
деца. Така гледаш. Ја постам, не. Чека понешто да се исправи, па да почнам да зборувам. Комисијата за финансии беше закажана, еве тука се колегите Опоменаве и комисијата првично беше закажана за 9 или 10 часот, ако не се лажам. 9 часот. Има тука и луѓе што се честише работа во општината, што ќе кажат. Сите се тоа. Во меѓувреме, во попладнивните часове, по 15 часот, 15 нешто часот, точно треба да проверам по телефон, ми се јавуваат од одделението за поддршка на Совет и ми велат има промена на план. Комисијата за финансии не може да се одржи утре во 9 часот, бидејќи се поместуваат останативе комисии. Ме прашуваат, Адријана, кога да ја закажеме? Јас велам, како се распоредот и како се поместуваат комисии? Дали до сега сум го право? Не, вистината мора да се знае. И велам, кога ќе завршат останативе комисии, веднаш ќе ја закажеме комисијата за финансии. Значи, на ова што бев повикана. И утредента, заради другите комисии, јас одам во општина и наеднаш ме повикуваат дека е собрано целото, сите сектори се собрани и советничката Виолета. И јас велам, зошто не ги известивте луѓето дека комисијата се беше одложена? Не беше одложена, јас се гринала дни, а избората кратки. Ама како не беше одложена, имам доказ во телефон дека беше одложена. Ми се јавивте во 15 часот дека комисијата треба да се одложи и не може да се одржи во 9 часот. Бидејќи другите комисии биле презакажани. Не беше во 9 закажани. Нови закажани. Со оглед на тоа дека финансии треба да ги поминат комисиите, матичните комисии, па на крајот да се разгледа на финансии, реков во ред дека се разгледа, веднаш ќе ја закажеме. Тоа што не сте ги известиле колегите од секторите и почитуваната колешка Виолета, јас не сум виновна. Кој е било? Јас мене на телефон кога ми се јавија ги ја одложивме комисијата за финансии. Ниту јас лажам, ниту девојчево од поддршка на Совет лаже, бидејќи девојчево ми се јави. Јас сум забавала да има и толка, или јас да објаснам разлагане. Направив така, веќе не знам зошто не се држала ајде молам дајте појаснување зашто што сега не ми јасно на мене. Првично беа закажани, можам сега точно да ги памтам деновите во кој ден закажавме комисии за седницата за буџетот, пред да стигнат амандманите. Секако беше пред 12, пошто памтам дека за 12 беа донесени амандманите во 1:15. Да, но предходните динови веројатно пише тоа на 8, 9, 10, сега не знам дали може би кажувам динови чека. Комисијата за финансии за конкретниот ден, ќе кажам не памтам датум, беше закажана 14, беше закажана во одредено време со цел да се разгледаат програмите годишни за работа, бюджетот и точките што се внесуваат на делокругот на комисијата, тука се закупите и така натака, да не можам да ги паметам сите по име. И таа комисија дојда на таа комисија, таа ги сите раководители кои што немаат своји предметни комисии, тие раководители кои што треба да бидат тука, беа дојдена и советничката Кунавска, беа и колегите Виолета и Томче и чекаа да има кворум, да се обезбеди кворум за работа таа комисија. Точно е дека беа закажани посебни комисии за амандмани. Меѓутоа, таа комисија, кога седеше Виолета и кога чекаше, и ве чекаа вас, вие не дојдовте.
Ве молам Тонче, ви ги потврдете. Не е точно дека Не е точно. Не бевте во салата, Адријана, Виолита, чекаш. Ама како сега вие ќе беде со сите раководители за разговара? Со сите раководители разговара и јас Не сме на муабет. Давно спор, не сме на муабет. Во однос на сето ова, да речам, сериозни напади на основна што сме го запитали ние во врска со амандмањето. Значи јас не сакам никој да го свати ова како лична увреда. Меѓутоа морам да ви кажам дека сум правник со полозен правосуден испит и со долгогодишно искуство во Советот. Многу добро познавам проблематиката, па да ни речам и на памет ги знам и законските и подзаконските акти. Во правот, и не само во правот, роковите се сметаат во денови, во часови, особено кога се работи за амандмани, затоа и амандманите кои што беа примени во општината, беше заведен и часот на пријам до минута, затоа што е битно доколку таму има во делувникот еден дел кој што кажува кој има повеќе амандмани кои што се однесуваат иста проблематика, се разгледува поредицата амандманот кој што е преисходно стигнат и така натаму. Бројчење по час. Архивски број и час. Знаете што суштината на амандманите во ред, Адријана, јас ви кажав, не сакам, не го кажувам тоа за да се поставам надмено далеко од тоа, не го знам, не да толкувам, не го знам да ги применувам законите. Значи, проверете, консултирате адвокати, инспектори, значи, кога цените дека треба, на кого му верувате, ќе ви кажат дека правните сите такви лукови тичат од наредниот ден, затоа што ти треба да го имаш денот кога стига документот за обработка. Ние инсистирате, бидејќи имаме лична комуникација тој ден повеќе пати, инсистирате амандманите да бидат примани со истиот датум кога вие ги донесовте физички. Меѓутоа, заверка во архива значи кога колегата од архива ќе го стави печатот на документот. Затоа и пише нашата дилема од половина час, кога се сретавме, ви рекове, молам, почекајте се консултираме, се консултиравме со повеќе институции со цел да го испочитуваме на што вие го барате, да бидеме точни во рокот, затоа што имаше и предлог од ваша страна, па нека си одат колегите, па утре завирате ги со датум 12. Ви казав, ние не можеме да лажираме. Не, вие го барате тоа. Добро, видете, ја стварно не сакам да спорам со вас. Битно е дека амандманите ги примевме, рековме, ние се битни превед. Датумот ви беше битен. Сега може тоа да го спорите, но јас точно знам многу секојан причи да ги треба свест. Следниот ден се врати амандманите во доработка во архива, за да може физички да ги добијат бројките, па се случаи повторување на броеви, нешто што во закон, нешто што во закон... не слушаме ништо. Ништо што во закон е предвидено, дека може да се случи. Колегите кога примија, беше малце, значи навистина се направивме да ја услишиме вашата волја и да го испочитуваме на што вие сте го вложиле како труд во тие амандмани. Но колегите од архива не знаат точната бројка и вие не ја знаете точната. Точната бројка ја утврдивме вчера, затоа што имаше 40 амандмани кои што имаат супер број. Техничка грешка. Тие ги завиривме со кроз 2, така дојдовме на првиот ден од комисиите, се извинувам, да. Така дојдовме до бројката 3870, ја проверив истата бројка во архива, се поклопивме повеќе пати проверував. Друго што направив, ги скениравме, ви ги праќав кој знаете дека може само тројца примачи да ги добијат, огромни беа документите, значи тоа праќање од наша страна траеше со сати, ви ги испративме така како што го баравте со датум. Потоа ви ги испративме уште еднаш и со архивската заверка. Закажавме еднаш комисии, немаше, нели, тие беа, дел од комисиите се поклопи и со редовните комисии,
нели закажат ми редовни придуплиради амандманите, немаше кворум, сега повторно закажавме, искате тие 4 комисии ги закажат. И оно што вие приска прашавте, имам дека председателите на комисија треба да достават извештај за председателот, без разлика дали комисиите се одржале, не се одржале, имало кворум, немало кворум. Бидејќи вие тоа не го направевте, ние како служба, од тоа што бевме присутни цело време комуницираме со вас, со председател, со градоначалник, изготвивме извештајот и му го дадовме на председател. Извештајот ја пресликува фактичката состојба, беше многу концизен, не навлегувавме во детали, не именувавме никого, кој што како со дискусија, како не знам, мислам дека направивме 10 примерот на извештајот, можеме да го поделиме да го видите. Ова е фактичкиот извештај. И ние го изготвивме извештајот со цел да биде јасно подпишана како раководител. Ама Адријана, зашто вие како председател не изготвивте извештај? Значи, ние бевме вчера на комисијата се поводја и се побарано, не се допаѓаше ни на членовите формулација да слушување на амандмани доставени од советничката група на ВМРО-ДПМН, беше побарано сите тие амандмани кои што се однесуваат на таа комисија да се стават во именечи. Замолевме 2 часа, се организиравме во прва барака за сати 45 минути бевме слушали 2016 амандмани. Потоа почна комисијата околу 12:30 работа, може да ги решам 5-10 минути. Повторно од истиот член беше побарано да се чита секоја вторична амандман. И читањето на причињата, значи не да се чита суштината на амандманот. Причињата на амандманот се чита 1 час. Ние бевме спремни и кажавме дека ќе останеме во 3 до 300 бајле, додека комисијата сега потреба да работи. Комисијата усети потреба да заврши во 15:40. Значи, општинската администрација максимално беше посветена на ова од првиот до 12 кога ги доставивте до ден денес. И ве молам, значи наистина ве молам, проверете ги роковите, проверете се. Оно што ви го каза градоначалникот, апсолутно е така и никако пресучи. Колеги и колешки, само една работа. Знам дека ќе ме мразите, ама согласно тоа што градоначалникот го кажа, јас не сум сигурен како функционира, јас ќе морам да се консултирам правно со барем инспекторатот локална самоуправа да ми кажат дали се во право општината, дали се во право советниците, стварно не сум сигурен. За кое? За офрлањето на амандманите во двете работи? За двете работи. Преби да имам толкување страна на инспекторат, не го ли сам да толкувам ова, затоа што искрено кажано не е баш регулирано тоа што треба во деловникот, ја не сум сигурен. Бране, ајде што имаш. Сега ќе ви дадам, ајде до пред, ајде да вземеш зборна. Имав ја реплика, нека мрази. За не, се губи суштината. Суштината е друга. Не се караме градоначалник, ама суштина, доставни се суштината. Републичкиот, разговараш со видиш министер, републичкиот буџет. Значи програмите се инкорпорирани во буџетот. И ти даваш амандмани на тој буџет. Во општинскиот буџет програмите ги гласаш одвоено, буџетот го гласаш одвоено. Ја правиш ли разликата? Преска одеш што искачаш, одеш што правиш? Предлози да. Сега, ги усвоивме ли програмата? Усвои. На што сега ти ќе даваш амандмани, ја кажам? На буџетот. Не може. Кога ти се усвоени амандмани. Значи ја правиш ли разликата? Во републичкиот буџет се дава амандмани на буџетот, бидејќи програмите се внатре во буџетот. А овде програмите ти се одвоени. И ние ги гласавме програмите, прифативме све што имаше и тоа е составен дел на буџетот се гласа. И сега вие ако сакате си најдете се. Или не? Разговараме домакински, разговараме човечки, разговараме, не се малтретираме повеќе, вие натаму сакате да малтретирате. Ако сакате терете, тоа е ваше размислување. Ама јас мислам рако дека ние тука треба да завршиме. Или ќе гласаме, или ќе третираме, нема резон. Да се расправаме. Значи тоа е тоа. Републичкиот буџет е во рамките, програмите се внатре во буџетот, а овде се одвоени. Програмите ви се изгласани, тоа става што мanje.
Како ќе крупати се програмите или ще изгласани, а тие се со легално бюджет. Ај малку и логика да вклучим. Колеги, пробamo преска ви кажам дека јас се осеќам обврзано да прекинам седмицата тука, за да се консултирам со... Ама нема на што да се консултираш, бе. Аз мислим малце. Програми се донесени на што ќе носиш амандмани. Завршена, бе, превод, како да Како сте то фино па вие сакавте да ме напредете со амандманите. Вие сакате да не предете. 4.000 амандмани ќе не можете да дадете. Сериозен си ли глумиш? Што не разбираш? Ќе ме малтретирате, 4.000 амандмани ќе ме носи. Може ли што прави? Никад не сигурно. А не може утре да разговараме. Немојте се малтретирате. Ја би се сега прашам. Ама не може да